Инфлацијата во септември бележи мало намалување во однос на август. Трошоците на живот се пониски за 0,2%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Сепак, на годишно ниво, инфлацијата останува на 4%, додека цените на мало се зголемени за 4,1%. Главната причина за месечниот пад е поевтинувањето на транспортот, рестораните и хотелите, како и на рекреацијата, културата и дел од храната. Од друга страна, поскапеле алкохолните пијалоци и цигарите, комуникациите и дел од комуналните услуги, кои ја држат годишната инфлација. Намалувањето на инфлацијата во септември 2025 година во однос на август 2025 година е резултат на намалување на трошоците на животот во следните групи: транспорт за 3,3%, ресторани и хотели за 1,3%, рекреација и култура за 0,7%, облека и обувки за 0,3%, разновидни стоки и услуги за 0,2% и храна и безалкохолни пијалаци за 0,1%. Овие бројки во пракса не значат ништо за работникот, велат од Сојузот на синдикатите. Според нивните пресметки, цените на мало за дел од основните производи во последната година пораснале за дури 20%, па затоа не веруваат во официјалните бројки од статистика. Тоа се бројки што ништо не значат за џебот на граѓаните, особено не за работниците кои што еднаш годишно само добиваат усогласување на платите согласно инфлацијата, и сметаме дека многу пореално растат цените отколку што реално се зголемуваат платите. Со она покачување од 300 или 500 денари на минимална плата која го чекаме од март во март секоја година, не осеќаме дека работниците ја зачувале својата куповна моќ, туку напротив дека од ден во ден животот во Македонија станува се поскап. На одбележувањето на 7 октомври, денот на пристојна работа, од ССМ уште еднаш го повторија ставот за итно зголемување на минималната плата на 500 евра. Последните податоци во различни сектори покажуваат дека помеѓу 300 и 600 илјади денари на годишно ниво остварува профит секој газда од само еден работник, а да не зборуваме за оние што се поголеми работодавачи во државата, колкав профит од една страна трупаат они, наспроти делот од колажот кој што треба да го дадат за плати и надоместоци на работниците. Така што ниту па она тврдење или теза од страна на газдите и државата дека ако се зголеми минималната плата ќе се затвораат фирми. Исто така нашите податоци покажуваат дека на за 3 години во Македонија многу повеќе се отвараат нови фирми, нови плати, отколку што се затворени. Иако септември донесе мало леснување кај дел од трошоците, статистичките податоци покажуваат дека граѓаните и натаму се соочуваат со високи цени и значително оптоварен семеен буџет.